Втората мерка, која денес ќе објавам, се однесува на финансирањето на клубовите и спортските федерации преку ограничено ослободување од данок на добивка на компаниите, кои ќе финансираат спортски клубови и спортисти, како и спортските федерации и Македонскиот олимписки комитет. Со измена на закон ќе се овозможи и прецизира финансирање на спортски клуб, при што за делот на финансирањето средствата кај финансиерот би биле одбиени при плаќањето на данок на добивка, а по утврдени правила. Позитивни исклучоци поради тоа што се поскапи спортови ќе има кај: прво, фудбалот. Наместо 20 ќе се овозможи 30% од добивката да се финансира со 100% ослободување, а од 30 до 40% од добивката со 50% ослободување. Ова ќе значи директно откажување на државата од приливот на дел од средствата од данокот на добивка во буџетот во корист на спортот, на клубовите, на федерациите и на врвниот спорт. Потенцијално, например, за следната година, каде во буџетот е предвидено приближно 200 милиони евра да изнесува данокот на добивка, ова ќе значи отприлика дека околу 50 милиони евра се потенцијални пари кои наместо во буџетот компаниите кои остваруваат добивка ќе може да ги вложат во спортските клубови, спортските федерации, МОК и врвните спортисти. И се разбира за тој дел да бидат ослободени од данок на добивка. Ова ќе значи, со обзир дека државата средствата кои треба да ја припаднат во буџетот, ќе ги стави на располагање на спортските клубови, спортските федерации и спортисти, таа, државата, е исто така должна да внимава како ќе се трошат тие пари, да воспостави правила и надзор над нивното користење, со цел да спречи нивна можна злоупотреба. Па така, со цел да се оневозможи правно изигрување на прописите, ќе биде забрането клубот по било кој основ да ги врати парите во истата компанија или во компании кои се роднински, капитално или управувачки поврзани, вклучувајќи и во трошоци за стоки и услуги, бидејќи тоа би значило затајување данок или перење пари. Ќе биде исто така забрането парите клубот по било кој основ да ги исплаќа на било кое одговорно лице во компанијата, која што финансира. Нема да е дозволено средствата добиени како спонзорство, а за чиј износ спонзорот се ослободува од плаќање на данок на добивка кон државата, да се уплаќаат кои ќе се уплаќаат на посебна сметка, и од нив не смее да се префрлаат парите на редовна сметка или друга сметка на клубот или федерацијата, или пак да се исплаќаат обврски по договори од редовната сметка. Средствата може да се трошат за строго утврдени намени, одредени со правилник, кој ќе го носи владата под преходно мислење на Министерството за финансии, Министерството за правда и Агенцијата за млади и спорт, и секако по преходна јавна расправа и дискусија со федерациите, клубовите, Македонскиот олимписки комитет. Средствата добиени на овој начин ќе може да се трошат за плати, надоместоци и бонуси за спортистите и стручниот штаб, по утврден правилник на клубот и писмено пријавен во федерацијата. Организација на патувања и престој на клубот во земјата и странство, заради надпреварувањата и подготовки, согласно Законот за јавни набавки. Изнајмување или градба на сали или терени за надпреварување, која треба да се спроведе по начелата на Законот за јавни набавки. Плаќање на кирии за простории за работа на клубот, не повеќе од 10% од средствата годишно, или отплата на кредит за купување на собствени простории на клубот, не повеќе од 20% годишно, од добиените пари со вакво ослободување од данокот на добивка. Се разбира, процентите ќе бидат преиспитани низ јавната расправа. Доколку се купат простории за клубот, се предвидува со средствата од овој извор, истите не би требало да се ставаат под хипотека,
освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект, и не смеа да се продадат најмалку 15 години со цел спречување можни злоупотреби. Понатаму ќе може да се користат и за патување на поединци заради стручни семинари, стручни конференции и усовршувања, согласно Законот за јавни набавки, а по претходно изгласана и подпишана одлука на извршното тело. Ќе може да се користат за плаќање на котизации и членарини, за набавка на опрема и реквизити која треба да се спроведе по Законот за јавни набавки, плаќање на трошоци за комуналии на клубот или федерацијата. Најмалку еднаш во 3 години секој клуб или федерација која примила ваква подршка ќе биде подлежна на контрола и ревизија на Државниот завод за ревизија во делот на потрошените средства добиени по основ на данок на добивка. Ќе се предвидат законски казни за одговорните лица во клубовите или федерациите доколку незаконски се користат средствата. Истовремено се предвидува приматели на вакви донации да може да се спортски федерации или клубови од првата лига. Значи, спортски федерации или клубови од првата лига, кои задолжително мора да имаат и младинска школа. Значи, услов за примање на средствата, односно примање пари од спонзори кои ќе бидат ослободени од данок на добивка, е овие клубови од првата лига да имаат и своји младински школи во спортови каде има надпреварување во организирана лига. Освен за фудбал, каде може да се офати и втората лига, со оглед на тоа дека станува збор за популарен, скап и многу организиран спорт. За клубовите кои немаат организирана лига, како атлетика, гимнастика, пливање, ватерполо и слично, може да се признаат до 5% од добивката на една компанија, и тоа само за еден таков клуб во една календарска година, заради спречување на можни злоупотреби. Во секое извршно тело, на секој клуб, приматели на вакви спонзорства ќе мора да членуваат најмалку 2 дипломирани правника и најмалку 2 дипломирани економиста со цел да допринесат за поквалитетно користење на средствата. Исто така, оваа мерка ќе офати и подршка на поединечни врвни активни спортисти до 35 години старост и со конкретни домашни и меѓународни резултати. Например, самостоен тенисер или професионален боксер или пливач и така натаму. Со што поддршката на индивидуални спортисти ќе биде до 6% на оние 6% од добивката на оние кои се занимаваат со олимписки спортови и до 3% од добивката на една компанија ќе може да биде ослободена од данок на добивка за други видови на спортови кои не се олимписки спортови. Можноста за ваков начин на финансирање важи до моментот во годината додека спортистот ги исполнува условите поврзани со постигнатите резултати. Например, ако до јуни има најдобар или втор најдобар резултат на трки до 100 метри, до тогаш тие што ќе ги финансираат може да добијат ослободување од данок на добивка. Потоа не. Ако од јули, например, друг или има најдобар резултат, тогаш тие кои ќе го финансираат тој друг имаат право на финансирање со ослободување од данок на добивка. Овие одредби ќе се прецизираат со правилник и во соработка со федерациите и ќе имаат дополнителна јавна расправа за да не се направат грешки. Средствата добиени по ваков основ, кај клуб или спортист, не смее да се плаќаат кон спонзорот назад, на било кој начин, ниту кон него, ниту кон капитално роднински или управувачки поврзани лица, или пак лица со управувачки позиции вработени кај него. Секој клуб и федерација на вакви средства се должни најдосна до 15 март во наредната година да објават колку и од кого примиле спонзорства од ваков вид и за кои намени колку потрошиле. Федерацијата е должна во истиот период да ги објави на својата веб страна ваквите извештаи на сите клубови и спортисти, приматели на вакви помошти, а тие се должни најдосна до 10 март во наредната година да ја известат Федерацијата писмено за она што треба да се направи. Агенцијата за млади и спорт ќе треба да изработи теркови за објавување, за објавите да бидат стандардизирани и унифицирани. Тоа е околу втората мерка и околу потенцијалните 50 милиони евра годишно за македонскиот спорт.